Здраво, ова е уште едно издание на 55 минути. Јас сум вашата водителка Зорица Андреева и ќе ве водам во уште една успешна приказна. Нашиот денешен гостин е роден кавадарчанец. Во кошарката се влюбил уште од мали нос, за да подоцна таа стане негова главна преокупација. Долго време го носеше националниот дрес и исто така ги бранеше боите на својата земја. Тој денеска се уште живее спортски, меѓутоа реши неговото долгогодишно искуство да го пренесе на младите генерации. Драги мои, ви го представувам Ристе Стефанов. Добре дојде во 55 минути. Добро ве најдов, Зорица. Ви благодарам на поканата во вашата емисија. Добро ве најдовме. Да, добро ве најдовме. Тука сум да си поразговараме, да се подружиме. Уште на почетокот да кажеме дека се наоѓаме во салата во градскиот парк на кошаркарскиот клуб Работнички. А зошто тука? Затоа што Ристе од неодамна стана и тренер на младите, па би те прашала кога стапи на оваа функција и која генерација ја водиш? Тренер на младите, 2002-2003 годиште дечиња. Станав од септември минатата година. Значи скоро година дена сум тренер. На барање на нашиот координатор на сите младички категории во Работнички, Тодор Гечевски, заедно со Марин Докузовски, ме повика и ете, сега сум тренер. Ти предложија да станеш тренер и ти со широко срце предпоставувам го прифати тоа. Да. Добро, дали потсекогаш знаеше дека кога ќе се повлечеш од паркетот, ќе се занимаваш со тренерскава работа како сега? Наискрено, не, затоа што мислев дека можам да поиграм уште 3-4 години, ама повредите си го направија своето, така да се трудев да се вратам после повреда, ама тешко идеше и морав да престанам со кошарката. И така привтив да бидам тренер на млади дечиња. Сето моje искуство што го имам стекнато тука во Македонија и надвор од Македонија, сакам да им го пружам на овие деца, да научат кошарка, да ја сакаат кошарката како спорт, дека за мене кошарката е најубав спорт. Работата со деца е благородна работа. Се согласуваш ли? Па да, тие дечињата се најискрени. Тука во Работнички првен ги учиме да бидат луѓе, да бидат добри луѓе, потоа да бидат добри кошаркари. И тренираме секој ден по 2 часа, вложуваме многу во деца, јас како тренер и Работнички како клуб, да имаат најдобри услови за тренинг. И се разбира, наша цел е да од овие дечиња понатака некој да стане и репрезентативец кој ќе ја представува Македонија на разни европски првенства и така. Тоа ќе биде секако и ваша гордост, виднина. Најголема, да. Многу ми нарекле дека за да се биде добар тренер не мора да се биде одличен играч или обратно дека одличен играч би бил добар тренер. Што мислиш според тебе, која е успешноста на еден тренер? Еве, си имал тренери многу во животот, во твојата професионална кариера, сега ти си на таа позиција. Што сметаш дека е клучно за успешноста на еден тренер? За да бидиш добар тренер, треба да имаш голем авторитет пред играчите. Дека тие мора да те почитуваат, да ја почитуваат секоја твоја одлука, да веруваат во твојата одлука, тоест да веруваат во твојата игра и се разбира дека доколку тренерот се грижи за играчите, треба играчите да се грижат за тренерот. Така се постигнуваат добри резултати. Мислам дека авторитетот е најважната улога на еден тренер, за да направи голем успех со клубот и да направи, се разбира, добри играчи, да направи добар играч, да направи лидер, да направи играч кој ќе игра не само во Работнички или било кој друг клуб од помал ранг, него да игра за многу поголеми клубови. Мислам дека тоа авторитетот е најважното нешто, според мене. Јас не сум тренер, не сум бил тренер на прв тим. Јас сум тренер на млади деца, али многу голема е разликата кога си тренер на прв тим со сениори, кога си со мали дечиња. Чувствуваш ли дека има фидбек од тоа што им го пренесуваш на младите? Види, Зорица,
секој ден тренираме по 2 часа. Значи од понеделник до петок. Сабота имаме надправа. 2 часа, значи полни 2 часа деца тренираат на толку работа и на толку вложен труд, се разбира дека има голема прогресија. Да, кај некои дечиња прогресијата на напредување е помала, а кај некои поголема. Се разбира дека со толку работа мора да има резултат. Како те доживуваат младите со оглед на тоа дека во овие години еве и твојата генерација, нели постарите кошаркари ги доживуваат како нивни идоли, им се восхитуваат, барат ли совети од вас како да се стане успешен еве затоа што сепак и ти си еден од успешните кошаркари на Македонија? Дечињата се 2002-2003 годиште, тоа се 13-14 дечиња како што кажав претходно. Мислам дека они не ме памтат како играч. Ниту ја знаат мојата игра како сум играл, али секогаш прашуваат како треба да направат вежба, ги советувам, елементите што ги работиме, им покажувам како треба правилно да ги направат. Така да соработуваме постојано, секој ден, прашуваат, одговараме. Пред Ристо Стефанов да биде тренер на младата генерација, предходеше и професионална богата кариера. Твоите почетоци беа во родниот град Кавадарци, така, Тиквеш, играше во наши, но играше и во странски клубови. Еве да се навратиме на почетоците, од каде почна и до каде све играше. Нели почнав да играм во Тиквеш, тоа е клуб кој се наоѓа во Кавадарци. Одиграв таму 2 сезони, потоа се пресели во МСД Скопје, 2000 година. Од таму идеше трансфер во Унион Олимпија, Словенија, потоа работнички 2 сезони, од 2003-2004 година, со работнички освои 2 титули. После тоа замина во Софија, во Лукоел. Значи, Лукоел е клуб што навистина ќе остане сегаш во моето срце. Таму ми помина младоста, играв 4,5 сезони, значи моите најголеми успеси се со тој клуб и во тој клуб. Потоа играв во Грција, грчки АЕК. Заборавив да спомнам дека играв и во Бешикташ една сезона. И на крај заврши во работнички. Мојата кариера заврши тука во работнички. Кога се чувствуваше онака полн во својот сјај, со најмногу енергија? Кога даде најмногу? Во кој клуб беше тоа? Во најголема енергија и најголемо задоволство ми било во Лукоел. Со Лукоел кога сме играли нели Улеп куп, најпрво беше Улеп куп, сега е Еврокуп. Таму освоив 4 шампионски титули и освоив 3 купа на Бугарија. Мислам дека Лукоел е врвот во твојата кариера, така? Во мојата кариера, да. А што е со останатите клубови каде што имаш играно? Какви све титули и награди имате освојувано додека ти си бил во нив? Во МСД Скопје изгубивме финале. Со МСД Скопје изгубивме финале во 2000 година, токму против работнички. Во АЕК никогаш не сум играл нели плейоф или борба за титула. Сите титули што ги имам освоено се тука во работнички и во Лукоел. Така да околу некаде тука околу 10 титули, така. 8-10 титули. Не знам баш точно, не сеќавам. Освен клубовите, долго време ги бранеше и боите на својата земја, на Македонија. Да се потсетиме на тоа време, колку долго беше дел од репрезентацијата на Македонија и кои успеси беа постигнати во тоа време додека ти беше дел од неа? Македонската репрезентација на подводство на тренерот Јордачо Давидко бев повикан во 2000 година. Игравме надпревар со Германија во Охрид. Тогаш дебитирав на таа утакмица против Германија.
и ја изгубивме утекмицата. Потоа следеше пат на македонската репрезентација, тоест на македонската кошарка. Од А дивизија паднавме во Б дивизија, излеговме од А, влеговме во Б дивизија. Мислам дека во Б дивизија беа најтешките моменти, најтешкиот период на кошарката во Македонија. Игравме, баш се сеќавам, против Грузија, против Финска, против Луксембург, против Австрија, некои такви земји што стварно не се ни блиску до нашиот рейтинг, нели, играчите што ги имаше во македонската репрезентација. Али добро е тоа што во тој период се изборивме и влеговме во А дивизија, во А група, каде што нели се игра со земји кои што се стварно велесили за кошарката. Така да македонската кошарка стварно имаше голем пат, ама постепено, нели, со тие утакмици одиграни во Б дивизија се приклучивме во А група. Друго за репрезентацијата. Баш се сеќавам во тој период многу од нашите колеги им беше испод чест или испод ниво да игра за репрезентација која игра во Б дивизија. Значи, ни беше стварно тешко, имавме стварно тешки утакмици, од кои многу е полесно да играш во А дивизија отколку во Б дивизија, од кои одат само две репрезентации. Тоа не е како да прво не е колегијално кон другите, нели? Да се откажат и да ги остават на цедило другите колеги. Точно така, значи го истуркавме тој тежок период и кога дојде да играме во А репрезентација, тогаш тие колеги се јавија и кажаа дека и добро, ние сега играме за Македонија. Мислам дека тоа не е добро, треба да се биде со репрезентацијата, треба да се иде со да бидеш постојано тука, да помогнеш колку можеш за македонската кошарка и македонската репрезентација да иде во нагорна линија. Поради лоша повреда на коленото, за жал не беше присутен на Европското првенство на Литванија 2011 како што се сеќавам јас. Така беше? Не ми беше повредено коленото, имав скршеница на пета метатарзална коска на стопалото. Многу тешка повреда. Мора да ти биде ногата цело време во лонгета, да мируваш, не смееш да се движиш, не смееш да пешачиш, него цело време да одмараш. Тие делови на такви скршеници, таков вид на повреда се лечи 7 месеци до година ден. Да, се повредив со македонска репрезентација на пријателски натпревар со Словенија. И за жал, после таа повреда не заминав во Литванија. Тоа беа стварно тешки денови. Гледаш како другарите играат, како редат победи. И стварно навистина ми беше тешко. Да не бидеш и ти дел од нив, си бил веќе години. Толку години во репрезентација. Дури и во најтешките денови на репрезентацијата ти си бил присутен? Не се откажа, меѓутоа таа повреда те спречи да бидеш. Многу ми е жал што, освен тренерите, ми е жал за тоа што луѓето во федерацијата, ниту еден од нив не крена телефон да праша дали сум добар, што треба, дали треба терапии, дали треба да се плати било што. Не мора да се плати, него само доволно беше кога заврши Европското првенство да се јават и да те поканат на ручек или на вечера заедно со моите колеги. За жал никој не се јави и штета. Мислам дека кај нас во Македонија ако се повреди за 3 дена те забораваат, дека
За све што си направил за репрезентацијата, ништо не важи. Жалам, ама во Македонија е баш така. Сите спортисти од било кој спорт често знаат нели да имаат повреди, еве освен таа повреда која што ја спомнавме сега, со кои други повреди си имаш стекнато и како ги помина? Види Зорица, кај мене проблемот се беа ахиловите тиви, имам хронични повреди на двете ахиловите тиви и 90% од раскавицата на колено, на десното колено ми е оштетен. Така да тоа беше и фактор што морав да пред време да ставам крај на мојата кариера. Иако имав желба да тренирам и да се надпреварувам, барем уште 3-4 години во Македонија, стварно не можев, не се издржува и болките и 10 дена имам тренинг, имам утакмица, па ќе се појави некоја повреда, па 10 или 15 дена одмарам. Така не може да се игра кошарката, да. Да, тогаш трпи нели квалитетот на игра и на самиот ти. Знаеш дека не е тоа ти што можеш да го дадеш и подобро да се повлечеш од позиција на играч и да се посветиш. Некој да ти вика од трибина. Да. Во тоа време се случи една незгодна ситуација, додека беше дел од тимот Илисијакос. Медиумите на широко информира дека Ристе Стефанов бил позитивен на допинг тест. Меѓутоа, друга беше вистината и тука сме сега да ја кажеме која беше вистината, затоа што дури мислам дека некако неправедно беше обвинет и осуден од страна на медиумите, тоа брзо се прошири. Еве, Ристе, што беше вистината за тоа тестирање? Зорица, од која ја скрши пета метатарзална коска на стопалото, кажав дека многу тешко зараснува таа повреда, таа коска. Направив едно можда 60 терапии, физикални терапии. Не помогна ништо. Правев дополнителни терапии со лазер. Не помогна ни тоа. За да почнам да играм, или имав договор со МСД Скопје, те ме форсираа за што побрзо да играм, морав да примам инекција декадураболин. Многу е лош зборот допинг. Некои мислат дали зима стварно некои субстанции. Не, јас земав декадураболин. Тоа е инекција која стават лекарите, докторите, после секоја операција на колено или на било што за побрза регенерација на коската или на ткивото. Ја примив таа инекција без да знам дека таа инекција се задржува во телото од 8 месеца до година дена. Не знаејќи тоа, отидов во Грција, потпишав за Илисијакос, и веднаш после летот отидов на допинг тест. Луѓето таму ме праша дали сум земал некакви суплименти, некои субстанции, за да наведат во извештајот дека имам примено некои средства. Кажав дека немам ништо земно, ниту сум земал протеини, ниту сум земал ниту витамин С или било какви витамини. Едноставно не знаев дека таа инекција може да стои во телото година ден. После еден месец стигнуваат резултатите од допинг тестот. Велат дека јас сум позитивен, сум паднал на тој тест. Се јавив кај докторот што ми стави инекцијата, го прашав дали тоа можно да трае толку долго во телото. Ми кажа да, тоа е тоа. Декадураболинот трае до година дена во телото и беше касно. Можеби ќе беше казната поблага ако кажев на време. Веднаш кога правеа записник и кога ми спрашуваа за какви субстанции, дали сум користел некои субстанции за време на трвилучката сезона, ако го кажев тоа, можеби казната немаше да биде толку ригорозна 2 години. Ама за жал не знаем дека тоа е така и едноставно ме суспендира 22 месеца така. Значи нема многу е тешко дека си научен да тренираш секој ден по 2 пати.
научен си да играш утакмици. Значи, седиш пред телевизор, ги гледаш другарите како играат, како се надпреваруваат, а ти не можеш да направиш ништо. Бев казнат и тоа да не учествувам во никаков спорт година дена, ниту смеам да присуствувам на било кој надпревар. Значи, ништо што почело на С од спорт. Стварно беше тежок период, ама изгуравме некако. Меѓутоа ти им докажа дека тоа нема да те сруши, дека си борец и дека после тоа повторно се врати на теренот. Да. Каде беше враќањето и како изгледаше тоа? Се вратив во Кавадарци, во кошаркарскиот клуб Фен Индустри од Кавадарци. Ви кажав, ми беше тешко враќањето. Почнаа пак повредите со ахиловите тетиви, со коленото и стварно не беше тоа враќање како што замислував јас. И едноставно минатата сезона реков дека е доста со кошарката и дека е редно да се ослободам од тоа и да почнам со тренерската работа. Така. Да се вратиме на играта, кошарката може да се каже дека е груп спорт, колективна игра, каде што често се доаѓа во студири со другите играчи, па дури и со судиите, некојаш и вербално. Кажи ми, какви се твоите искуства? Имаш ли во твојата кариера пожестоки судири? Зорица, најискрено не. Значи, никогаш немало карање со суди, карање со играчи. Едноставно, ниту сум правил инциденти, никој па некој од моите колеги правили инциденти. Така да беше се окей, не сум имал никакви инциденти со суди или со противнички играчи и така. За спортистите знаеме дека многу е важна здравата, правилната исхрана, сонот, одморот, редовните тренинзи. Сето тоа може би да се нарече као спортска дисциплина. Колку ти беше спортски дисциплиниран? Најискрено, никогаш не сум се хранел здраво. Додека играв во Лукоел, се хранев во Макдоналдс, KFC, хот-дог, јадев. Никогаш не сум се грижал за... Не сум внимавал на исхраната. Денеска гледам дека стварно ако сакаш да постанеш голем спортист, врвен спортист, треба да се внимава на тоа. Ете го примерот со Џоковиќ. Со промената на исхрана, Џоковиќ е број 1 тенисер на светот и во наредните 2 сезони не знам дали некој може да го помине. Значи исхраната ете, он е чист пример дека со добра исхрана, со здрава исхрана се постигнуваат големи резултати. Сите се сеќаваме на својот прв дом, на моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. Ладно цедено масло за секојдневна употреба. Масло од сусам. Исцедено од природата. Фила. Го надминав моментот на 20-тите години. Еволуира во сите аспекти на животот. Но мојот тен има потреба од виталност и цврстина. СОД, суперензим против старење во еден анти-ејдж комплекс. Со ефекти клинички докажани. Заради тоа го избрав новиот Gerovitol H3 Evolution. Во сите аптеки на Зегин. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. 100% масло од тиква. Исцедено од природата. Фила. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години,
Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. Масло, тиква и сончоглед. Исцедено од природата. Фила. Stand up on your 2 feet, baby. That's how it's got to be. Изберете го мирисот на сензуалноста. Stand up on your 2 feet, baby. That's how it's Линија на got to француски be. парфеми. Во сите аптеки на Зегин. You want me to- Интересно за тебе е дека во твоето семејство, ми спомна претходно, имало фудбалери, но дали тоа значи дека ти си првиот кошаркар? Да, јас сум првиот кошаркар, татко ми, чичко ми, нините први братучиња сите играле фудбал. Татко ми, Борис Стефанов, стварно бил добар фудбалер во тоа време. Јас многу малку се сеќавам на него. Скоро рич бев многу мал, 4-5 години така. Друг спорт не, освен кошарката, јас не сум играл друг спорт. Ниту па некој спорт не привлекува така да се занимавам или да се бавам. Значи кошарката на вистина беше прва љубов од Прва мали љубов. нозе и остана. Да, Од Чикаго кого Булс, учеше? Од Чикаго кого? Булс Аха. и Майкл Џордан. Аха. Сите мои другари, нели почнавме да играме кошарка баш поради него. Тоа беа вашите идоли? Да, Майкл Џордан, само Майкл Џордан. Аха. Да. Клубот Чикаго Булс навивме за него, сме гледали утакмици, плейофи, кој игра освајање на шампионски титули. Така. Дали теби на твоите другари кои што сте ја следеле НБА, ви се случуваше, јас се сеќам, барем блиски сме со Како години, не? дека се остануваше до рано на сабајли, дури поспани да во Подразбира училиште, да ги следат надпреварите на НБА. Дека ќе гледаме утакмиците, цел плейоф, цело финале. Познато е дека кошарката што се игра на европско тло е различна од оваа американската што се игра НБА, па би те прашала која тебе повеќе ти се допаѓа? Зорице, кај нас во Европа кошарката е војна. Значи тоа мора да се добие секоја утакмица. За разлика од НБА, таму е повише на забава додека трае регуларниот дел од сезоната. Кај нив војната почнува во плейоф. А кај нас во Европа, значи, ако изгубиш 2 утакмици или 3 утакмици поред, веднаш се променува тренер, се менјаат играчи. За мене, навистина кошарката треба да биде забава, треба да се ужива кога ја играш и кога ја гледаш. За жал во Европа тоа не е. Значи само таква забава има во Америка, односно во НБА. И не може да се спореди публиката Нема- и картите однапред продадени сезони Точно. за НБА и кај И нас. кај нас. Таму се чека, Таму нели, се однапред. чека, значи картите се продадени пред време, салите се полни со 16 до 20 илјади гледачи. Тоа е друго ниво И на на вистина доживување да се биде таму и да се следи тоа. вистина доживување, да. Нити се мене барем вака како гледач од страна, ми изгледа дека таа е малце поагресивна, побрза, подинамична игра, дали е така? Зорица, таму е повише сила и брзина, додека кај нас во Европа повише е ментална игра, психичка игра, ја мислиш, местиш акции и ред други или работи во кошарката, а кај нив е повише на сила и брзина. Навистина силни, брзо играат, многу се побрзи од нас, повеќе скокаат од нас играчите што сме во Европа. Значи, Колку би му било тешко на еден наш, од европско тло кошаркар да се вклопи во тој тим, во тие игри, во НБА, например? Еве еден таков пример, Перо Антич, например. да, Перо добро се вклопи во Атланта, имаше солидна минутажа во Атланта.
имаше 5-6 утакмици кои стварно добро ги одигра. Браво за него. Ете, он ти е пример како треба да изгледа некој европски играч кој На американски начин. на американски начин, да. Има доста играчи добри во НБА од Европа. Горан Драгич, страшна сезона во Мајами. Друг Бено Удрих, Тони Паркер, друг не ми текнува сега. Тие стварно се Тони Паркер е еден од носителите на Сан Антонио Спарс. И на вистина е добар, има освоено 2 или 3 шампионски титули со Сан Антонио. Има MVP на финале освоено. Така да може да кажеме дека добро се снаоѓаат европските играчи во НБА. Не толку физички, ама на вистина се толку паметни и користат паметот за На терен и на паркет. На паркет, така. Овде завршуваме со првиот дел од разговорот, ќе го продолжиме на следната локација, а дотаму ќе се повозиме со Hyundai Tucsonот, кој што ни е овозможен од нашите пријатели Авточајка, па ќе одиме да го испробаме Tucsonот, па да видиме каква оценка ќе му дадеш. Не важи, нема проблем. Одиме на следната локација. Се наоѓаме во ресторанот Моја куќа во Скопски аеродром, каде што ќе го довршиме денешното интервју со нашиот денешен гостин, Ристо Стефанов, гостин во 55 минути. Дотука се возевме со Hyundai Tucsonот, кој што е овозможен од нашите пријатели Авточајка. Па првото нешто што би те прашала, Ристе, како ти се допадна автомобилот? Ми се свиѓа, наискрено. Супер е, комотен е, широк е внатре, може висок човек ко мене да седне, да вози, комотно. Ети на сите гледачи би им препорачал да имат можност да купат кола, не го купат токму овој джип Hyundai. Навистина е добро, ми се свиѓа те. Инаку во приватниот живот, што преферираш кај автомобилите? Што те плени онака на прв поглед? Позорица, сакам па по-спортски коли, да изгледа спортско. Јас по принцип не возам брзо, ама ете сакам колата да изгледа така, да е спортски модел. Бидејќи се наоѓаме во ресторанот Моја куќа и веднаш ми доаѓа на памет прашањето врска со кујната и вкусовите, па би те прашала, бидејќи често си патувала со професионално во твојата кариера со кошарката, сигурно и приватно, која кујна повеќе ти се допаѓа? Дали тоа е македонската, традиционална, или можеби некоја друга кујна која што си ја вкусила и ти оставила убав печат? Наискрено, Зорица, кујната на жена ми се допаѓа најмногу. Тоа значи дека Анета многу добро готви? Многу добро готви, ме чува. А ти колку си умешан ти во кујната? Дали знаеш нешто да подготвиш? Знам јајца на око, знам супа да стварам, знам макарони да стварам, со болонјеза сос. Да. Па добро, важно е нешто дека знаеш. Да, знам. Нели сепак си успел нешто да научиш. Меѓутоа сепак тоа го оставаме, нели, на вештите раце на твојата супруга. Да. А во однос на другите кујни, например италијанската, француската, само нашата традиционална македонска кујна. Често пати си доаѓам кај мојот пријател Ацо во така мала куќа или ресторанот Мала куќа. Има супер храна. Така да и денеска ќе имаме можност во Моја куќа нешто да ручаме, па да видиме каде не донесе ти, каква е навистина неговата кујна. Ќе пробаме, па на крај ќе процените дали е добро или не. Така. Ристо, имаш ли хоби? Нешто што те опушта, што правиш во слободно време, освен кошарка? Хоби ми е слушање музика. Тоа ми е
Те опушта? Тоа ме опушта, тоа ме релаксира, сакам многу музиката. Слушам секој вид на музика, зависи од тоа, не знам, дали има македонска, дали има, не знам. Според расположението или друштвото, може би? Значи, Или пригодата? Така. Значи секоја музика слушам, турбо фолк, народна, рок, R&B. Значи, сакам музика. Може да те сретнеме и во ресторан, и во дискотека, и во клубови. Точно. Важно е друштвото и забавата, нели, пред се, па музиката е пропратно нешто со добро друштво. Кога сме веќе со излегувањата, колку сега, од кога си веќе оженет и фамилиарен човек, знаеш да излезеш со пријателите? Со пријателите, највеќе, нели, ако да не збораме дискотеки, да, со жена ми, со пријатели идеме на ручек, на вечера, тоа е излагањето, нема више излагање, нели, по дискотеки, имам синче, на возраст од 4 години, така да... Колку можностите ви дозволуваат со мало дете, претпоставувам? Да, излегуваме, нели, повише преку ден, нели, на ручек и така. Дали Анета беше долгогодишна врска и љубов која што на крај решивте да ја клюнисате со брак? Па со Анета бевме дечки девојка 2 години и после тоа стапивме во брак. Ни се роди синот Дамјан. Како го доживеа на татковството, раѓањето на детето? Тоа е убав момент во сечи живот. Прекрасно чувство. Се раѓа нов живот, чувството е прекрасно, станав татко. Како се снајде во сите тие обврски што ги носи татковството, нели? Освен што е убаво чувството, сепак си има и обврски. Па да, има обврски. И се гледа тоа дека е прво дете. Најпрво, кога се роди Дамјан, ни помогна многу на жена ми. Околу Дамјан, дали треба да се бања, дали треба да се пресоблече, во нова облека. Колку што можев, стварно и помогав. Оној дел барем таткото што може да го заврши. Да. Има некој дел кој што може би само мајката е задолжена за тоа, меѓутоа има работи кои што може таткото. Шетање, заспивање, пеење, приспевни песнички. Па да, се сеќам баш една вечер, околу 12:30 часот после полнок, го шетав околу стан едно 40 минути. Само за да заспе, за да можеме ние да легнеме да поспиеме, стварно не умори. Цел ден нели плаче, има грчеви во стомачето и ред други работи, нели, која е едно мало бебе, да. И баш вртев околу кујна едно 30 пати. Само за да заспие, да легнеме се да одмориме малку. Ете, добро родителството е тоа, нели? Да. Има среќни и убави моменти, меѓутоа треба да се поминат тие како обврски, можеби ненаспани остануваат родителите, но тоа е дел од семејството и дел од животот. Како обично го поминувате слободното време со Дамјан и со Анета? Тоа се викендите, сабота и недела, идеме во парк, некој пат се качуваме на водно, играме фудбал, идеме во зоолошка. Значи, сабота и недела ни се денови резервирани за семејството. За семејство, да. Знаете да одите и подалеку, еве, во кругот можеби на Македонија или надвор? Да, Солун, Бугарија, Банско, Маврово, значи воздух, така, тие се тие дестинации. Практикувате да го носите Дамјан, например, на планина, на свеж воздух, да, го изнесете во природа, затоа што сепак живееме во една градска средина. Маврово ми е најомилено место. Таму идеме често. Убаво има терен, фудбалски, трева, си играме фудбал, така, пешачиме. Дали тоа значи дека и Дамјан има љубов кон топката, меѓутоа сега фудбалот го спомнавме, а не кошарката? Секако дека е мал, меѓутоа... Јас не го насочувам на, не знам, не сакам, син ми треба да биде кошаркар, не. Ако ќе порасне, он сајмот ќе се одлучи дали, не знам, игра кошарка, фудбал, не знам, дали ќе учи. И така да
се уште е мал да А дали би сакал да те наследи во кошарката? Па сакам да биде подобар од мене. Сакам да биде подобар од мене ако игра кошарка, тоа би ми било желба кога ќе порасне да ме надмине мене и да биде уште два пати подобар од мене. Колку твоите те поддржуваат? Ти кога беше дете, кога почнуваше во кошарката? Како беше? Секој ден ме носеше на тренинг, секој ден ме зимаше од тренинг, секаде кај што сум играл, доаѓал да ме гледа, ми давал поддршка, бил цело време со мене, и кога ми било добро, и кога ми било лошо, и кога сум бил повреден, и кога не сум повреден, значи тој бил цело време комплетна поддршка до мене. Стварно голем благодарност до него. И тоа е еден модел како еден татко треба да биде посветен на своето дете и се пренесува, предпоставувам, еве сега. Ти си татко, го пренесуваш тоа на твоето дете. Како се станува успешен? Еве, кои се клучните работи за да еден спортист стане успешен според тебе? Зорица, најпрво среќа. Ако еден спортист нема среќа, ако еден спортист без среќа ништо. Треба да ти се погоди добар тренер, тренер кој ќе ти верува додека играш, тренер што знае кошарка, тренер од кој можеш да научиш многу работи, тренер кој ќе ти даде сила и мотивација секој ден, секој тренинг да напредуваш. Второ, стабилен клуб. Тоа да не е клуб ако 2-3 утакмици изгубиш и одма се менува тренер, се менува играч. Значи, ако тие две работи се добри, значи секој дека играчот кој има талент, кој има дарба за кошарка, тие две работи се клучот на успехот за еден кошаркар. Се разбира, тука здравиот живот, значи легнување рано, не рано, сега од 9 саат или 10, али пред 12 да бидеш да се опреш, да легнеш и да одмориш. Затоа што утре те чека тренинг или те чека утакмица и на тој тренинг, на таа утакмица треба да дадеш максимум од тебе. Значи, да, треба голема жртва, али сепак среќата и клубот, средината во која што играш, тие се најважни елементи за еден кошаркар или било кој спортист да направи врна кариера, да направи солидна кариера. За мене тоа се клучните работи. Да. Јас спомна среќата, многу спортисти се суеверни, веруваат во различни работи, и некои ритуали кои што ги прават пред самите настапи, тоа сме го виделе јавно, нели? Колку ти си суеверен и дали имаше некакви такви ритуали кои што ги правеше пред утакмица? Не, немав такви ритуали. Едноставно излегуваш на терен и играш. Даваш се од себе. Да, не сум правил, нели, некои бацуваат топка, па шутираат, па некои представено вежбаат шут. Не, кај мене немаше такви работи, едноставно излегуваш на терен, даваш се од себе, останатото ќе се види на терен, така. Сега е време за брзото интервју, момент кога ја поставувам прашања, ти ми одговараш на асоцијации, дали си подготвен? Може, подготвен. Ајде. Спорт. Кошарка. Семејство. Ане Дами. Достигнување. Работнички. Борба. На терен. Среќа. Ане Дамјан. Ристе како од пушка ги одговори одговорите, многу добро. Нашите спонзори ти подаруваат пакетнивни производи, тоа е витаминка, вкусот на магијата, повели за со семејството и од Фила имаме ладно цедено масло од Лен, нешто здраво за подома. Ова е и крајот на ова издание на 55 минути. Многу ти благодарам што беше и ти дел од нашата емисија со твоето гостување. Зорица, ти благодарам за поканата и се надевам дека понатака ќе имаме пак за што да збориме во некој од твоите емисии.
Раскажавме како и секогаш уште една успешна приказна. И секако, оставаме порака до сите вас. Дека успехот не е нешто недостижно. Кога се работи, кога се верува и кога се има волја, се е можно. Нашите гости во 55 минути верувале во него, затоа и станале успешни. Довидување до следната емисија.